Isuse Hrisте, јас те љубам до небо. Isuse Hrisте, јас те љубам високо. Isuse Hrisте, јас те љубам срцево до Божјо царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Мир вам, Отче наш кој си на небесата, Татко небесен, небесно царство, нашиот Татко е на небесата, што бараме ние овде на земјата. Добро прашање. Сатаната е фрлен како молња е паднат на земјата. Земјата е долина на сенка смртна. Сатаната е фрлен на земјата и знае дека има малку време. И ние имаме малку време. Светото писмо разликува два типа на луѓе. Синови човечки, тие што се без Исус, односно синови сатански, и синови Божји, тие што го избрале Исус. И тоа е добро прашање. Како се избира Исус? Како се доаѓа до Исус? Како да му предадеш се на Исус? Како да му ја дадеш власта на Исус? За да имаш власт по тоа. Да газиш на змии, на скорпии и ништо да не може да ти напакости. Тоа се процеси кои се учат чекорејки под Исус, кој ќе му дозволиш на Исус да дојде во твоето срце, кој ќе му дозволиш да те подучува, кој ќе му дозволиш да те научи да ги љубиш сите, кој ќе му дозволиш да те научи да им простиш на сите, кој ќе му дозволиш, кој ќе застанеш пред него, ќе клекнеш на колена и ќе се покаеш за сите гревови што си ги направил, за гревовите на твоите предци, и кога ќе ја прифатиш Божјата волја, нека биде волјата Твоја, Татко мој, погрешив пред Тебе и пред небото. Знаете, ние зборуваме за враќање повторно во прегратката на нашиот Татко Небесен. Се што ми треба е Твојата прегратка. Зборува низбене Татко мој, некој секој слово што ќе излезе и добре оние кои се жедни за Твојата љубов, кои ќе ги отворат срцата, кои ќе се покајат и ќе им помогнеш со срцето да разберат, да бидат исцелени. Те сакам, Господе Исусе Христе, зошто сме ние овде? Зошто сме смртни? Зошто сме избркани од рајот, бидејќи Адам и Ева јадеа од дрвото на познанието на доброто и злото? Ти им кажа, не јадете само од тоа дрво, бидејќи ќе умрете. Адам, Ева, змијата, сето тоа се состојби внатре во тебе. Не е битно кој прв почна, змијата, жената или Адам. Тие јадеа и се изгонети, Адам стана како еден од нас, ќе бидеме како богови, сатаната. Ќе бидете како богови. Вавилонците градат кула. Сакаат да бидат богови. Над сите. Ние зборуваме да паднеш пред нозете негови. Ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Во Библијата на повеќе места е покажано. Молитва од срце. Падна пред нозете негови и рече, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Те сакам, Господи Исусе Христе, сакам. Биди исцелен. Прими го Исус во твоето срце. Евангелие по Матеј 19 за бракот. Исус ги благословува децата. За богатиот младич, кога ги заврши Исус тие зборови,
Vidite, Isus nijedен збор не кажа само од себе. To je bitan момент. Луѓето тешко го разбираат тоа. Тој му дозволи Отецот Небесен во дух да зборува. Он ги врши делата, вели Исус. Денеска луѓе христијани читаат, цитираат, прават од свое име. Не научиле да молчат во присуство на Бог. Да научиш да молчиш, бидејќи немаш ти што да кажеш. Да научиш да молчиш во присуство на Бог. Кога Петар му вели на Исус тоа нема да се случи, Исус му вели бегај од мене, Сатано, бидејќи мислиш на тоа што е човечко. Значи Сатана е тој што си мисли тоа што сака, на тоа што е човечко. Кога ги заврши Исус тие зборови, значи ние зборуваме за меч на духот, за меч, Словото Божио. Кога ќе веруваш во Исус, ќе му дозволиш, ќе му ја дадеш власта во твојот живот, ќе го прашуваш што да направам денес за тебе, Исусе, ти тогаш имаш меч на духот, земаш еден стих, делата што ги вршам јас, вели Исус, и ти ќе ги вршиш. Кој верува во мене, кој верува во Исус, во мене, делата што ги вршам јас, Исус, и тој ќе ги врши. Оти јас си одам кај мојот Отец, значи тој си оди кај неговиот Отец, сега ти си на потека. Ти треба да бидеш како Исус, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, да ја пиеш горката чаша како Исус, да го завртиш и другиот образ, да се покаеш, да ја прифатиш Божијата волја, да ги љубиш сите и да ги правиш истите дела што ги правеше Исус. Пишано е. Значи Исус ги заврши тие зборови, тргна од Галилеја и пристигна во пределите јудејски, отаде Јордан. По него појде многу народ и он ги исцели таму. Видите, он ги исцели таму или таму горе, на небесата. Библијата има два слоја, едниот е телесен, другиот е духовен слој. Каде ги исцели? Таму, во твоето срце, во Божјото царство, или таму на земјата. Во сите три те сакам, Господе Исусе Христе. И дојдоа кај него фарисеите што го искушуваа. Пазете сега, Стариот Завет даден на Мојсей. Фарисеите, тие што го знаат Словото, веруваат во ангели, во воскресение, го искушуваат Исус. Значи Стариот Завет ги поттикна во тело, бидејќи не го разбираа во дух. На Мојсеевиот стол седнаа фарисеи, садукеи и писмозданци. Тие го распнаа Исус по Стариот Завет, по Новиот Завет. По тоа читање се поделија на три големи деноминации. О, Исусе на помош! И дојдоа кај него фарисеите што го искушуваа. Зошто фарисеите го искушуваат семокниот Бог? Тешко на оној преку кого доаѓаат соблазните, па му рекоа: може ли човек да ја остави жената своја за каква и да било причина? Значи три слоја, ајде два. Жената е жена, телесно, жената е душата своја, твоја, жената е земјата каде што живееш. Организација црква. Може ли човек да ја остави жената своја од каква и да било причина? Исус им одговори, он им одговори и рече: не сте ли читале дека оној што ги создаде во почетокот? Пазете, Исус го зборува тоа, семокниот Бог, Отец, зборува на фарисеите, на тие што се горди, што велат дека гледаат, а се слепи. Оној што го создаде на почетокот, маж и жена ги создаде. И рече: затоа ќе остави човек татко и мајка и ќе бидат прилепени до жената своја и ќе бидат обата едно тело. Мажот и жената едно тело, човекот и црквата едно тело. Човекот и душата и телото едно тело. Дух животен. Пазете, вие го читате само телесно. Па така тие веќе не се двајца, те сакам, Господи Исусе Христе, а едно тело. Ние треба да бидеме едно тело во Исус, едно тело со жената, едно тело со духовната црква Исусова, а Бог што составил, човек да не разделува.
И ние ќе дојдеме во македонскиот пример. Имаме христијански заедници, секојдневно, сега последниве години повторно се сатански пораснува негирањето на македонците. Значи, полуостровот се нарекува македонски, Бог запишал Македонија македонци. И си имаме грци, албанци, бугари, срби, НАТО и европејци. И сега повторно нема македонци, не постојат македонци. Бог што составил на полуостровот македонски. Македонци и живеат и други. Македонците не велат вие не постоите, тие велат вие не постоите. Сите, например, ги убивале. Крвави им се рацете. Пазете, која е тоа сатанска збирштина? Кој е тој примитивен момент? Значи, син човечки овде пишано. Син човечки без Исус, а тие велат дека се во Исус. Пазете, трите земји се православни, сега има и православна албанска црква. А ги негираат македонците. Знаете, ти не велиш за себе, ти му велиш на другиот, ти не постоиш, а си го убивал неговиот брат последниве 100 и повеќе години. Ете, тоа е човекот без Исуса. На исто ниво како животните. Те сакам, Господи Исусе Христе, Бог што составил човек да не разделува. Тие му рекоа зашто тогаш Мојсей заповеда да ја даде мажот разводно писмо и да ја напушти. И сега зборува за телесно. Он им одговори заради вашите жестоки срца. Жестоки срца. Пазете. Мојсей ви разрешил да ги оставате жените своји, но во почетокот не беше така. Жестоко срце. На друга страна имаме чисто срце создај, жестоко срце, тесно срце, со срцето да разбере, тесно ви е во срцата ваши. Човекот нема доволно љубов да ги сака своите блиски, а камоли другите. Тоа е спротиставената природа на Бог. Тоа е паднатата природа. Тоа е сатанскиот сој, сатанската заедница на земјата. Заради вашите жестоки срца Мојсей ви разрешил да ги оставате жените свој, но во почетокот не беше така. Јас пак ви велам, оној што ќе остави својата жена освен заради прељуба и се ожени со друга, тој прави прељуба, и оној што ќе се ожени со напуштена прељуба дејствува. Ние сега зборуваме за жена и маж, за душа и човек. Душата сака едно, телото друго, и за заедница. Одиш во една заедница, одиш во друга, прељубо дејствуваш. Ако заедницата нема љубов, ако жената нема љубов, ако ти немаш љубов, ништо не си. Ништо не си. Љубовта никогаш не престанува. Ти имаш сега љубов, сега немаш. Тоа не е чувство. Мојот татко е Бог, е љубов. Тоа не е чувство. Тоа е состојба, неговата природа. А учениците негови му рекоа, ако е таков долгот на човекот кон жената, кон душата и кон црквата, тогаш не треба ни да се жени. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но он рече, не сите го примаат овој збор. Не сите го примаат овој збор, а само оние на кои им е дадено. Значи, овој збор треба да се прими. Да се прими. Каде? Во срцето. Кога ќе земеш еден стих, ќе порасне во срцето, се фаќаш за тој стих. И се држиш за тој стих. Значи, кој верува во мене, во Исус нема да се посрами. Или кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши. И уште поголеми ќе врши. И кога ќе дојде моментот, застануваш пред Исус и велиш, Исусе, ти кажа, татко мој, потребно ми е, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Ете сум тука да бидам спасен. Значи, одиме уште еднашка, не сите го примаат овој збор, а само оние на кои им е дадено, зашто има скопени. Пазете, сега зборува за однос кон земјата и кон жената, така родени од мајчина утреба, има скопени од луѓе, значи што немаат сексуални односи, телесни односи, има и такви што се скопени само заради Царството Небесно, кои се откажале, кој може да прими, нека прими. Значи, не сите го примаат овој збор. Не сите го примаат. Тогаш доведоа при него деца, и сега вие ќе дискутирате дали треба вака, дали треба така. Од кога е Исус вознесен и распнат, завесата се раскина, нели, кога го распна на две, вие сега имате директен однос, застанувам пред мојот татко
Значи, повторно ќе дојдеме болен еден човек, активисти во заедница црковна, и одат на лекар. Одеднаш се случува нешто, значи се гледа дека е непокајан грев, аларм. Наместо да застанат пред таткото, небесен татко мој, во името на Исус, кажи ми што треба да покајам. Каде сум погрешил? И тогаш причината ќе исчезне и болеста ќе исчезне. Тие сега одат кај човек да ја отстранува болеста, а причината стои. Причината зошто се случува нешто во твојот живот, зошто си болен, зошто е така како што треба, е степенот на твојата нељубов, осудување, непростување, неприфаќање на Божјата волја. Тогаш доведоа при него деца, значи дали треба да ја оставаш жената или не, тој зборува за жената, за твојата душа, сам си го одзема животот. Имавме случај. Се запали човекот. Исус е на помош. Ти знаеш зошто нешто се случува. Непокајан грев. Така и мојот небесен Отец ќе направи со вас. Пазете, отидов на друг стих. Тогаш доведоа при него деца. Деца, за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им бранеа. Сега зборуваме за тој однос татко, дете, татко небесен, ние сите сме чеда Божи, деца Божи. И треба да се љубиме еден со друг, еден ден ќе застанеш пред таткото. И ќе те праша, што направи? Каде е брат ти Авел? Каин рипна и го уби братот. Не знам, вели, зар сум јас чувар на братот мој? Крвта на братот твој, вика од полето. Секој што не го љуби братот свој е човек убиец. Но Исус рече, оставете ги децата да доаѓаат при мене. При него се оставени да доаѓаат децата. Ако ти разбереш дека имаш татко, не Бог, татко, татко, и одиш татко, ме боли грбот, помогни ми. Оджакот ми е запушен. И потоа утретот ден гледаш, одеднаш, како 200 грама кафе излегле. Саги, некој ги исчистил, излегуваат од кутијата. Те сакам, Исусе. И уште повеќе ќе те љубам. Оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат при мене. Зашто на такви е Царството Небесно. На такви. И кога ги положи рацете над нив, Исус си отиде од таму. И ете еден човек пристапи до него и му рече: Учителе добар, какво добро треба да направам за да имам живот вечен? Добро прашање. Што треба да направиш ти? Он му одговори: зошто ме нарекуваш добар? Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. Бевме со една група во Израел. И водачот на групата, ајде да речем пастор, апостол, епископ, не знам што е, надбискуп, папа можеби. Сега се расте секој ден. Нашиот пастор е ваков, нашиот пастор е таков, нашиот пастор седам вака и дојде стихот слета. И реков, станав таму пред сите, никој не го извадив мечот на духот. Штама беше добар, освен единиот Бог. И тие се налутија после. Веќе не сум у таа седница. Он е најдобриот пастор, најдобриот. Никој не е добар. Како се доаѓа пред Исус, падни на колена. Земи огледало, ќе се погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. Никој не е добар. Никој, освен единиот Бог. Лицето на зверот на кој ти му се поклонуваш може да биде и пасторот, кој се прогласува за добар, исцелител, кој го знае Словото, како фарисеите го искушува Бог. А ако сакаш да влезеш во животот, да излезеш од смртта во која сме сега, гледам умира, тука ни почина еден добар пријател. Арсе, во Мавро. Навистина, ми починувале блиски луѓе, сега ќе ви објаснам на состојба. Јас знам дека смртта не постои, но сепак чувствувам празнина. Во еден момент, мислам дека беше во Заветот или во книгата, ќе му се јавиш во снег, ќе се качи, ќе дојде. Зиме, лете, ноќе, сабајле, ќе дојде и ќе ти помогне. И јас се него реков, овој човек служи практично. Тој не беше православен христијанин. Служи, сум му ги давал книгите, сме дискутирали. Не сме доаѓале да се... Последен пат зборувавме за короната. Му реков, ќе речеш Исусе, и нема корона. Стварно функционира така, да му реков,
Прашај го доктора, тука имам еден доктор, Соле, кој исто така чита Библијата. И тој е православен, ама оди напред. Не е битно, ако ти имаш љубов кон сите деноминации. Знаете, и сега ги речам повторно, тој замина, јас знам дека замина наеднаш и чувствувам празнина. Значи, човекот се врзува за земјата. Јас знам дека смртта не постои, дека ја победи Исус. И тој доаѓаше и служеше овде, како црква. Што да му кажам, ќе дојде, не земаше никаков денар надокнада. Поправаше се што ќе фати. Еднаш кога дојде со стенд, како да кажам, во сред зима, порано беше тоа, да ми поправи водата. Му кажам, зашто доаѓаш? Вели, како ќе седиш ти без вода? Пазете го тоа чувство. Служење. Јас те молам, татко мој, за сите што се починати, да го примат. Твојот дух и да се собереме сите во Божјото царство. Он знае во тело или без тело. Беше однесен на третото небо и на мртвите им беше проповедано Светото Евангелие. Остави ги мртвите да го погребуваат своите мртовци. Ако сакаш, вика, да влезеш во животот, пази ги заповедите. Кој Исус одговори, не убивај. Кој не го љуби братот својот, човек убиец, пазете, не прелюбо действувај. Збориш едно, правиш друго, велиш дека си во Исус, крадеш, лажеш. Не кради, не сведочи лажно, почитувај го татка си и мајка си, сакај ги ближните своји како себе си. Па видете, повторно е тоа, оставете ги децата. Ти имаш татко и мајка, и имаш однос кон нив, значи тие те хранат, се грижат за тебе. И ако направиш некоја грешка, а длабоко во срцето кога човекот греши се крие, знае дека направил зло. Значи законот е запишан во срцето. Ти знаеш дека ќе одговараш пред таткото и пред мајката. Така треба да знаеш дека ќе одговараш. На друго ниво, пред семокниот Отец. Значи, младиот човек му рече, сето тоа сум го запазил од младини, што ми е уште потребно? Наистина, прашај се за да одиш во Божјото царство. Исус му кажа, ако сакаш да бидеш совршен, бидете совршени како што сум и јас совршен. Оди, продај го имотот свој, раздели го на сиромаси и ќе имаш сокровиште на небото, па дојди и врви по мене. Ќе во Индија раздаваат имот. Продај го имотот свој. Ти што имаш треба да раздадеш. Да служи за Исус. Да го употребиш за Исус. И да врвиш по него. Дали работиш за Царството Божјо, го бараш, размислуваш дека горе имаш Божјо царство и треба да го завршиш овој земен живот, оваа патека на љубовта. И врви по мене. Дали врвиш по Исус или си одиш по својот пат? Тесен е патот што води кон животот. Кон Исус. И малкумина го наоѓаат. Значи, тој му вели, ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Една заповед е сега, љуби го својот ближен, како себе си, да се љубите еден со друг, како што Исус не возлюби. Дојди и врви по мене, ке имаш сокровиште на небото. Штом чу младиот човек тие зборови, си отиде нажален. И човек не ќе да се откаже од својата титула, од својата позиција, од своите дела, од својот имот, од своите книги, од своето семејство. Денес имаме заедница и ќе зборуваме за еден стих. Не дојдов да донесам мир на земјата, туку меч, да разделам човек од татка си, мајка, ќерка од мајка си, снаа од свекрвата нејзина. Што подразбира тоа? Што подразбира? Да ги одделиш овците од козите, козите одат каде што сакаат, овците го слушаат гласот на Исус и одат по него. Значи, младичот се нажали, бидејќи имаше многу имот. Исус им рече на учениците своји, вистина ви велам, богат мачно ќе влезе под Царството Небесно. Значи, богате е да богатееш со дела на љубовта. Не собирајте богатство на земјата. И уште ви велам, полесно е на камилата да мине низ иглени уши. А ти си камилата, камилата е во твоето срце.
Otkолку на богатиот да влезе во Царството Божјо, што го држи тоа за себе, не го дава на другите, не го употребува за Царството Божјо. Ден поминат без Исус нема вредност. Голи доаѓаме на овој свет, голи се заминуваме. Те сакам, Господи Исусе Христе. Полесно е на камилата да мине низ тоа дупката на иглата кај што се провнува конецот. Знаете, можете ли да поминете со својата љубов низ иглени уши? Не можете ако ја држите камилата по срцето. Остави ја камилата. Остави ја камилата. Кога го чуја тоа, учениците многу се зачудија и рекоа: па тогаш кој може да се спаси? Да, навистина, кој може да се спаси? Исус кога погледна на нив им рече: за луѓето тоа не е можно, за синовите човечки. Но за Бога се можно. Се можам со Исуса Христа. Ако си во Исуса, кој ме крепи, ми дава сила. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, вели Исус, и тој ќе ги врши. Се можам со Исус. Се. Но дали си со Исус? Дали си му дозволил да влезе во твоето срце, да направат сокровиште со Таткото Небесен? Дали си му ја дал власта во твојот живот? Дали зборуваш од себе? Или тој зборува низ тебе? И тогаш ти ќе имаш власт или ќе немаш власт. И тогаш ти ќе поменеш низ иглени уши, со се камилата или без неа. За луѓето тоа не е можно, но за Бога е можно. Ако е Бог со тебе, кој е тогаш против тебе? Тогаш Петар одговори и му речете: ние оставивме се и по тебе одиме. Што ќе стане пак со нас? И оставил се, а после следната глава во 20 му бараат апостолите да седнат од десната страна. Да оставиш се, значи и своите желби, и тоа што ти го мислиш, и тоа што ти го сакаш. Да оставиш се, значи да се оставиш себе си, да ја оставиш камилата и да зачекориш во Исус. Он да те учи, Он да те води, да те накалеми на лозата да даваш плод. Не ти што сакаш. Тоа не го разбираат христијаните. Знаете, ќе се поболи некој одат на лекар. Јас застанувам пред семокниот Бог. Мојот татко е семокниот Бог. Верувам во Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Но со мене, со тебе, Исусе, во срцево, можеме да направиме се. Сакам да го направам тоа се, да го направиме. А Исус им рече: вистина ви велам дека вие што врвите по мене, Исусе те сакам, при повторното раѓање да се родиш од озгора во дух и вода, за да го видиш и да влезеш во Царството Божјо. Кога Синот човечки ќе седне на престолот во славата своја, ќе седите и вие на 12 престоли, ќе судите на 12 колена Израилови. И тоа се слики. Тоа се слики. На крајот ќе дојдат ангелите и Исус и ќе ги одделат. Овците, тие што го слушаат гласот на Исус, од козите, тие што си терале по свое. Знаат за Исус, ама си сакаат они свое. Си цитираат они по свое, си предаваат по свое. Водат групи, кога слеп води слепи, ќе паднат во јама. И секој што остави куќа. Оваа викендица во Маврово служи на Исус. Или брат, може би твојот брат не верува во Исус. Да го оставиш, значи што? Ќе одиш со него. Или сестра, или татко, или мајка. Да оставиш или жена, или деца, или ниви заради моето име. Ќе наследи 100 пати повеќе. Ќе наследи 100 пати повеќе и ќе добие живот вечен. Ние оставивме се. Остави се земно. Земно, тоа што те врзува. Станете да си одиме од овде и врви по мене.
Kako je to da gi ostaviš site tije? Pa da li tije ti se na prvo mjesto? Da li Isus, evo tvoje to srce, teka ništa drugo ne je važno osven Isus. I pak Isus. I samo Isus. Te sakame, Gospod Isuse Hriste. To ne znači da je ne ga ljubiš. Ako ne se vo Isuske se moliš za njih, ako možeš od blisko, ako možeš od daleku. Kje nasledi stopati poveke, koji će ostavi kuća, brat, sestra, tatko, majka, žena, deca, nivi zaradi imeto Isusovo, kje nasledi stopati poveke, kje dobije život večan. I mnozi na prvi, što danas kad ih gledate, će bidat posljedni. A posljednite će bidat prvi. Znajte što znači da bideš dete Božjo? Da se nadavaš na Sevišnji od Bog, da prebivaš vo domot na nebesni od Otec, da mu go predadeš životot na Isus, da ostaviš se zemno, da ja ostaviš kamilata da pomineš niz igleni uši, da ostaviš sve što na ovaj svet ti go trga stepenotna ljubavta od Isus. Na prvo mjesto. Zato smo dojdeni na zemljata. Luje to se vrzani za sebe si, za svojite bliskite, za imotot. I teško ime, bidejki se bogati, da pominat niz iglenite uši, da ostavat se zemno i da pobedat su Isusovata ljubav. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, po život večan. Kako im kažeš na nekoj večna slava, ti razbirat od jedan do drug period, luje to umirat, zaminuvat. To može sekoj da go razbere i imat malku vreme. Tam gore v nebesa carstvo Božjo me čeka. Tam gore v nebesa carstvo Božjo me čeka. Slezedna pesna. Tivko pejat angeli, ljubov Božja se toči, tamu odam prugore. Hriste Bože, kaj tebe tamu odam prugore. Hriste Bože, kaj tebe. A ti, brati i prijatele, izberi kade odiš, po kogo odiš i probaj i veruj deka nema da možeš soka milata da pomeneš niz igleni uši. Ostavi se zemno i vrvi po mene. Ete sum, Gospode Isuse Hriste, daj mi sila da pretrpam do kraj i da budem spasen. Amin. Mir vam do Božjo carstvo nebesno. Isuse Hriste, ja ste ljubam do nebo. Isuse Hriste, ja ste ljubam visoko. Isuse Hriste, ja ste ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i Spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja.